Здрава криптореволюция, здраво другари. Значи едно от моите кратки видеа. Човече, защо деветка тук пишува? Интересно е, трябва да се преплатам на колко е, $15 или $18 да го тестирам Грук. Привлечение внимание, викам, чека да видам, що мисля за мене. Значи иначе Грук е чатбот AI Tool. Мисля access до AI Tool на X или на Twitter, ще си го викам я, по-старо. Значи може да се прашуват прашения, генерира слики и просто съм шокиран. Вика CryptoGugi a.k.a. Гущеров is passionate gamer and crypto enthusiast who has been deeply involved with blockchain gaming, particularly prizing Star Atlas for its benefits and authenticity over the last 11 years. Значи, първо не постоя 11 години, ако не се лажам, Star Atlas. Али интересно е, значи, какво ги ваде работите, кои ще ги постирам често и креира. Значи, he believes in the potential of gaming analytics and the integration of cryptocurrency in gaming. Ще за това право. Often expressing the graphics, stories and gameplay mechanics of the game he follows. His posts reflect a strong belief in Bitcoin and other cryptocurrencies as viable investment options. Значи, Гущеров has been diving deep into the Star Atlas universe, predicting gas prices, значи стварно това го правих, questioning network choices, значи нон-стоп плукам по Solana и по Ethereum network and slamming meme culture. Значи, брат, пази, ей, човече, страшна работа. Нели, не е во вещичка интелигенция дека она нещо сванало, тук е, значи, добро кодиран алгоритъм, кој шо едноставно знае да отделе шо највише ти плукаш и фактички ја највеќе шо плукам. Знае се и те тоа го има отделено. Значи, интересно доста. Свиѓа ми се... мене најчесто ми требе за и ја да проучувам неа, не она само мене, и ме интересира шо слики може да генерира, пошто за жал YouTube има опција, денеска, замисли си, јас взимам видео од 4 минути од обичен канал, непознат мал, и YouTube ми го детектира, као демек, преземал си го од друг, сите ютубери, значи, пуштат видеа од некој друг. И глупо е тоа, ама знам и ја целта шо планират. Планират, нели, да треба да си платиш, за да си генерираш сам слики и видеа, па и изгледа и тоа ќе го направам. Значи, ово видео е малку ќе одеме, кажи го, у теории, кратко. Конспираси теории улаваме. Другари, много добро. Значи, Crypto Investors, they are just luck. Значи, на среќа сме правили, другари, ово буквално много добро ово кратко видео. Значи, јас, например, првата година скапав Фред Мојлнио. Значи, за после 2 години у Мајами од сабајле до вечер бев читав и истражував за крипто, поврзував геополитика, поврзував теории на заговор, Симпсонс, уши шо не гледав да ги сврзам, и ми е буквално ова, брат. И знаеш што е најстрашното, шо на мене 11 години у Америка ми поминава многу длъко со тоа шо најдов начин како да работам и да имам една слушалка у ушите, кој што ќе ги слушам тие преноси посебно на YouTube, а после дома ќе ги прелистам многу побрзо. Значи 8 часа ми плаќа, а јас со една слушалка у ушите, например, бев се концентрирал да не направам грешки у високоризичните работи, например, кои сум ги работил,
да не направям никакви грешки за газдите, да не може да ми забранят да аз ставам тази слушалка, защото за разлика от другите американци и балканци, они слуша музика. Они слуша музика и уште се на работа. Ке работят до 61 години и аз слушам в теории на заговори, они ми се смеят за това. Значи, има разлика. И аз го правя в ово. Друго ово ми е луѓе много голема мистерия. Мислам, Типо го ослободија, иначе Типо е за осуден беше за чуда од дистрибуција на наркотици, дистрибуција на наркотици преку интернет. Страшно, страшно. Money laundering, перење на пари, лажен идентитет, документи, чуда. Типо направи толку чуда. Значи, кој знае колку животи е уништил и Трамп му удри пардон. Мислам, типчето дали работеше за ЦИА, па го едноставно не можем да разберам. Значи, типчето испаѓа дека си беше цијаш и си ја заврши работата и кој знае на кој остров беше и сега као демек валјда пластични операции веќе нема, скапички се и го пуштија да шета. Мислам, шо да кажам. Не знам ово тревка ли шо е. Од ово сум шокиран, уште не сум открил шо е финтата. Ово е много јако. Ово е много јако, другари, затоа што гледаш шо вика. За Трамп и јас сум уште пошокиран. Другари, гледајте го овоа, пред да упадне моторите, погледнете што го прашуват и он што кажува. Слушајте, чекай. Well, I don't know if it benefited. I don't know where it is. I don't know much about it other than I launched it. I heard it was very successful. I haven't checked it. Where is it today? You made a lot of money, sir. How much? Several $billion, it seems like, in the last several days. Several billion? That's peanuts for these guys. Значи типчето моментално го унищи, кажи го, и 30% падна после таа и после пасионаде, значи Трамп кажува дека он поема нема за Трамп токено, што не можем просто да му верувам. Најнормално дека ќе каже дека поема нема и кривично дело е да председател 2 дена пред да стане председател, уствари го направи овоа, наштети на алткоин сезоната и зема го целото внимание. Многу луѓе поизгубија пари, значи колку што направи, ама окей. Луѓето сами си избра да се коцкат и што да ви кажам. Нешто има план со тоа чудо, ќе видиме што ќе биде. И тука друга работа интересна фанав. Значи, многу луѓе ги прашав кога падна поради Трамп, нели и Стар Атлас падна многу, пошто многу луѓе го продадеа Стар Атлас за Трамп, после го продадеа за Меланија. На Трамп што направија пари, ама кај Меланија ги изгубија сите, така да после си купуваа со нови пари. Тоа зборам за македонци, многу македонци изгорува и на Трамп и на Меланија. На Трамп направија пари, ама на Меланија изгореа. Со среќа да ама тука ги фанав овие колку ме нервират. Замисли си Max Supply како Infinity, нема го на CoinMarketCap, а на CoinGecko, Max Supply е 360 милиони. Што значи дека за криптогейминг проект 360 милиони е ништо, значи многу малку и затоа верувам ја од такви цени, значи дека ако ја стават на Binance, на Coinbase, на Gemini, на KuCoin, на поголемите берзи, може да има голем успех, што милиарди е многу за крипто, ама милиони е многу малку.
Онај другиот е у милиарди, ама овај главниот токен е тоа 360 милиони е комедија за еден коин и може да стигне многу. Али еве, овие луѓе што ви кажувам, CoinMarketCap, не само што покажуваат погрешни цени, многу се сумнителни. Гледај, сега, например, као демек они немат време да го напишат тука колку е и многу луѓе старата гарда прате ово Max Supply и кога ќе видат Max Supply не пишува, најчесто викат ово чеке тоа е Infinity, нон-стоп ќе се крира и не инвестират у него. Значи еве, лично саботажа прават CoinMarketCap. Значи 579 души ја виделе, 40 лајкови, 9 споделувања и има еден коментар. Значи повеќе од елитата на Star Atlas имат стајано подршка. Ја ја поставив прашање, не знам зашо не ми одговорија, кога ќе се жалат за тоа нешто. Тоа е многу голема работа. Значи до сега Star Atlas не ми одговорија, валјда дечките се комплетно у гейминг или нека да се карат со CoinMarketCap. Ама тоа за мене е многу голема работа, брат. Јас сум 11-12 години у крипто и тоа Max Supply понапред знам дека опишуваш, ако не се лажам. Треба да пролистам у некои стари видеа. Не се сеќавам стварно. Али ово јас бев шокиран. Другари, зашо ја толку верувам у блокчейн, у гейминг? Гейминг, брат, кога ќе не затворат овие чуда, што планират да ги изградат. Интересното е секаде е 15-20 минути. 15-20 минути е плано, значи со помош на вештачка интелигенција, со помош на роботи ќе се изградат. Њујорк е нефункционален, брат. Таму Њујорк бев. Њујорк е страшна работа, мислам. Тоа е најстрашна локација дека сум работил 8 месеци. Тоа е хорор, сега уште пострашно. Тоа е опасна зона и најгадното нешто што сум го видел во мојот живот и разочаран бев од Америка уште одма. Али еве, ово е планот, другари, јас за тоа верувам у блокчейн и у гейминг, кој не позатрупат овие градови 15-20 минути. Значи неизбежно е вие од дома ќе правите чудо од пари преку компјутер, нема потреба да одите на работа, на тие што ќе се работе ќе работат, на тие што и се трейдат ќе трейдат, на тие што и се игра ќе играт, ќе имат екстра токени. Значи целиот свет ќе биде токенизиран. Се живо ќе се купува со тие токени. И тај гейминг свет, ја например што не верувам толку у Star Atlas и у геймингот, ќе искочат и други игри. Верувам дека додека другите ќе се досаѓаат, ќе паѓаат од депресија, ние другари у тај гейминг свет пуцачи на трки ќе правиме чудо од токени. И тие токени ќе правиме многу голема пара за да избегаме од тие градови, да станеме мокни и да можеме да живееме надвор. Ние пак се враќаме тука, нели, да видиме овие што не верува у крипто, дигитално неписмените, ќе дојдеме да ги посетиме, да ги видиме. Сепак овие градови нели ќе се интересни. Ама сигурно нема да гледаме да се приклучиме на Елон Маск на чипо, што планира да го направи и што ќе ветува бесмртност или побрзо. Значи колку повеќе се надоградувате, толку побрзо ќе работите и ќе правите пари. Не ни требат на нас чиповите и парите од токените од Елон Маск. Ние ја планирам да направиме на дигитална армија геймери, пошто гейминго е работеш фактички кога работеш, ти играеш, забавуваш се и ние геймерите ќе живееме многу повеќе од обичните овие програмери што ќе се стресираат, па дали добро го програмирал таа програма за роботот да го граде тај 3D што ќе прават градови, па Елон Маск нели ќе истражува на Марс, на Јупитер, што ти знам што се глупирани, уште планета Земја не сме истражили. Ќе одеме надвор, ама тоа е комплетна глупост, никаде нема да оде, едноставно на чип ќе ги приклучат до тие таму бази и они ќе мислат дека са напуштиле земјата, значи тоа ќе биде толку јако направено. Ние ден денеска има видеа, а и може да направи видео што вие не може да знаете дали е реално или не, па замислете си Елон Маск, таа тајфа на длабоката држава што може да креира и да направи. И тие уопште нема ни да напуштат никаде, едноставно у тие воени бази приклучени на чипа, они ќе мислат дека живеат на Марс. Затоа викат у еден правец, замисли ние ќе имаме технологија да отидеме на Марс, ама ќе немаме технологија да се врнеме назад. Приказни за мали деца, значи на Елон Маск приказките, што да ви кажам, цијаш,
дете на длабоката държава, спремано там у Южна Африка, татко му цияш, работил на най-яките военни проекти и едноставно е изберен за тази мисия, али ние си седеме по нашото. Мислам, тази тайфа от 1000 луѓе до сега, съм презадоволен. Измеѓу 600 и 1000, значи 600 се активни, 400 се повеќе на работа фамилиарно, па после ги следат работите. Значи, еве гледал толку интересни региони. Значи, зелено ќе те натерат у пустината да живееш, затоа што у пустината ќе ти е интересно града, што ќе излегнеш да видиш. За разлика, за тоа ги бират тие пустините, ама кажуваат као демек земја ефтина, незаинтересиран, мислам многу поевтина за да се изграде од шумите дека од зеленото, што е комплетна глупост. Значи вие у пустина многу потешко ќе направите град отколку шума, што е у пустина тоа е страшна зона, страшно подрячие, страшни услови и е комплетна лудост да кажеш дека у пустина е подобро да се живее, отколку замисли си тај град да биде направен, например, да, ќе се униште големо од шумата, ама значи кога ќе бидете обкружени со зеленило, отколку со ово гледање, значи Deadland, мртва земја, е многу полошо и тука целта е да не заробат тие градови. Значи многу луѓе ме прашаа што мисле дека ќе се случи 2300. 2300 е ово, другари, сите пустини да ги направат овакви големи градови, да не затворат унатре, значи и кој ќе работе, кој не, ќе му дават одредени токени, ќе има одредено со тие токени до кога да ги потроше, зашо може да ги потроше. Тие што ќе сакат да креират, ќе можат да креират, ќе бидат слободни да креират и најдобрите проекти што ќе победат, ќе бидат наградени со уште повеќе токени или не знам, ќе видиме ќе има social credit систем како у Кина, Кина више го тестира. Значи колку повеќе предонесуваш за друштвото, толку повеќе ќе добиваш бодови, поени. Ќе биде и интересно и страшно во исто време да се живее во оваков град, зависно например на кој левел ќе успееш ти да се, на која вибрација ќе успееш да вибрираш, значи која ти е целта. Значи геймерите од секој си имале подобар, кажи го, подобар живот, затоа што ние живееме у повеќе светови, така да на нас уопште не ни е тешко, нас да не ставаш, деки да не ставаш, на дрво да не ставаш, на планина, под вода да однесеш, да има услови да играеме, ние цела екипа може да играеме и уопште не се интересираме околу нас што има. Нас не интересира тај гейминг, а уште поинтересно е од таа Star Atlas и од други игри. Јас што ги гледам. Јас сега за сега гледам Star Atlas како најнапредна верзија. Од тај метаверс комбинација со блокчейн, со економија и 3 фази. Значи има 3 игри има, ја па сега од видов фаза 1. 3 игри има до сега, ќе има уште повеќе, ќе има уште 10. И целта ми е, другари, да го шо побрзо разберете биткоин, крипто, блокчейн и гейминг свето. Сега треба и AI да најдеме што е финтата. Значи, ако се успее да се најде вистинските проекти како биткоин, Ethereum и Cardano, AI кои ќе бидат, ќе биде уште појако и цялата финта е ние staking rewards од Bitcoin, Ethereum, Cardano и BNB, што се најсигурните на Binance Coin, да зијаме staking rewards и да откриеме кои игри највеќе токени ќе ни прават, за да можеме да имаме акцес излез од овие. Значи тие што повеќе токени имат и ги си платеш, ќе имаме акцес да живееме у повеќе локации. Додека другите мислам дека едноставно ќе бидат заробени тука и ќе живеат у тие градови мислејќи дека еве не одеме на работа, дават ни токени, ќе јадеме, ќе пиеме, нема да разберат дека луѓе нешто што е 15 до 20 минути, значи на просек на човек му треба 30 минути да пишачи на ден за да има здрав живот. Значи 15-20 минути брза железница. Чуда, луѓето стануваат мразливи во овакви градови, стануваат некреативни и после некој време депресија и стрес.
и фактички нема они да ни изтребат луѓето кои што мислат со војни чуда, туку едноставно е овакви градови, замислете се оваков град да ударе некоја пандемија, значи замислете си што ќе се случи, затворени, заклучени, и мислам дека многу побрзо духот го ќе падне, многу побрзо човек ќе му се скрати животниот век, отколку например да си ти на село, да си на тај ќе го ставам доле у такво кој сака. Мислам ја што ќе оставам, тоа више си изгледа. Значи другиот беше Саудиска Аравија, да. Значи тоа е, да не филозофирам, целата финта е што побрзо, пак ќе кажам, да ги најдеме кои си тие токени и да направиме да побрзо го разбереме нивниот план, значи да може и да бидеме унатре и да можеме у секое време да излеземе надвор, пошто ја мислам дека до 2030-2035 ќе се поделиме, ќе имаш 90% кои ќе живеат овие чуда, гледај какво е направено ово чудо. И да не успеат, они каснат више една година, ако не се лажем со проектот, али као демек да не загадува чуда, глупости, гледај како е збиено, значи колку и да изгледа интересно, но човек му е интересно за кратко време, ќе ви интересно 2 месеци, ќе ви интересно 3. И на човек брзо му скиснуват работите, разбираш, брзо сака, значи ово ќе се граде толку време, ќе се уложи толку пари, на човек ќе му скиснува многу брзо време и тие луѓе што се кажав што се покреативни ќе можат да одат од различните градови, у Америка, од тај овај, оние другите ќе има строго контролирано движење, например ако немаш чип, ако немаш вакцина, ако немаш тие работи, они што ќе ги имплементират и нема да може да ги поседиш тие градови. Замислете си кога ќе улезете у еден таков град и да ви тражат толку многу работи за излез, додека ние, например, ќе бидеме многу понапредни со информации и сигурно, ако сме дознале што е Bitcoin, Ethereum, Cardano, BNB, Staking Rewards и Gaming токени, сигурно ќе знаеме и други излези, ќе знаеме и други информации. Значи целата финта ово ја бистрам мозок тука да разберам кој е нивниот план, да го поврзам со крипто и да бидам као делумно еден чекор пред обичните луѓе. Значи друго да не филозофирам истото у круг. Дубај како ги привлечува овие богатите од крипто заедницата, гледаш zero, значи tax benefits. Дубај, само една секунда. Вола да пинеме. Јас се извинувам. Денеска најмалку пати помислив за кафе, гледаш, успеав да се концентрирам. Значи Дубај offer significant tax advantages for cryptocurrency investors. The city imposed 0% personal income tax and capital gain tax. There is no personal income tax, meaning individuals do not pay tax on their crypto holdings, trades or gains. Значи, замислете си, другари, одете, тоа е перфектно за, кажи го, за нас. Например, сите што сме у крипто, најдобро е за нас да речеме кога ќе направите сериозна сума на пари, најдобро е да се отиде да се живее у Дубај, затоа што у Дубај до 2030 имаше 5 години и за тие 5 години од холдингс, од дури трейдање, флип, стейкинг, од игри, ништо да не платите данок и да речеме 2030 да кеширате, после со тие пари, само со данокот што нема да го платите од Дубај,
вие, другари, можете да си изградите надвор от градовите едно сериозно замоче или бункерче. Сега замок или бункер, сборам за кукя нормална, доста квалитетна, например off the grid, значи я имам такова видео направено, значи да не е приключена на нищо, едноставно от ветер, от близко, ако може и да е до река, ке е супер, и да имате доста добри и квалитетни слънчеви панели, сами да креирате струя, да имате доста квалитетни батерии. Просто трябва да се измисля каква кукя да се направи, значи off-grid, има доста видеа на YouTube, да се направи такво нещо, сонивен камен по глава, значи одете тамо, жертвувате 5 години от живото, значи трейдате, холдинг, флипс. Я имам план да идам от Дубай, ке видим колко виде. Значи, ако успеям парем 5 години от моя живот да бидам от Дубай, мислям дека би направил много голем профит. И taj профит ви викам да го направям, да речем, на осогло или... На осогло нещо ми е много умислата, не плачковица, значи на осогло, например, да направям некое чудо, поради това, че осогло много луги не знаят, е много мистериозна планина. Има инсекти, птици и растения, дека никъде у цел свет ги нема. Да, значи то е само мултимилиони долари от туризъм може да види осогово. Тия само да довадят от цел свет, или богаташите, шо више нема шо да правят, веќе се си видели, едноставно ги интересира да почнат да изтражуват, да найдат, замислете се вие да найдете растение или инсект или некое животно, шо е, зборам за помали животни, кои шо не се откриени и да стават ими и да улезат у таа Animal History. И просто кај нас ние имаме дигитално неписмени политичари. То ствари не е политичари, то е амеби, то е зомби, поставени от тия тайни друштва и него му интересно, знаеш, ке дое пари до некој скапо сааче, до некој костумче, еве обезбедување, знаеш, ке у таа кафанка 20 или 30 седно опаѓамо македонска политика. Значи изгубени случаи се поставяне, шо нищо не знаат, разбираш. Нищо, замислете сега преди 11-12 години речов Македонија да трупа, да смене златото, сребро и кеш шо има за биткоин, мене ми се смея по тия тамо, кажи го, групи. Јас штето шо не може да го најдам то. Сигурно вие повеќето знаете, ама ако најде некој, еве частам го. Не може да најдам од тия, бришат ми ги најчесто тия моите изјави. Замислете си, другари, министъра за финанси е по-надоле од мене. Замислете си, ја да бев, шо се вика, сега фантазирам, лупам, министър за финанси, замислете си колко лутки сум бил, кога сум сменил цело злато, сребро, шо е. И то Македонија има сериозни резерви на злато. Ние го сме банана држава за политика, Македонија, другари, има сериозни резерви. Ние, по мои информации, 2003 имахме по-големи резерви за злато от повеќето балкански држави. Значи, замислете си тоа злато да се смениш у биткоин, ние ќе биеме сега Дубај, брат. Дубај! Али како и да е. Чисто сега лупам ово до 2030, чисто давам, без оно, нели, да се припремам, чисто давам, кажи го, гледаш како на кој начин е изградено. Ово е изградено иначе со многу ефтина работна рака, значи имате видеа сега, да не ги покажувам, ќе се, кажи го, ќе ми го блокират видеото. Значи изградено е буквално на робовладетелство, што се вика. Значи многу луѓе се имат жртвувано тука за ово чудо да се изграде. Невозможно е со нормална плата да се изградат толкова чуда, значи со многу под условите на едно човечко суштество се изградено овие работи и еве начино многу луѓе викат како прават пари, е па многу лесна финта, значи ти од цел свет замеси се криптото ги повикуват и они не плаќат данок, вие ако не плаќате данок, то они тројно повеќе ќе истрошат луѓе отколку ово. Знаеш, начето на човеко му ставиш данок и он леле, чеј, треба да платам данок.
Знаеш, трябва да заштедам на друга психология, а вие гледаш, измислили се на друг начин и го взимат тройно и взимат повеќе, пошто ти кога ќе не плаќаш данок, ти се осеќаш многу мокен и си излаваш надвор, значи си викаш, че и не сум платил данок, ајде ќе земам тие пари од данокот што ќе чувам, луѓето не знаат да чуват и да штедат, тоа е табу. Ќе идам и да ги потрошам и ако ќе излезе и кога ќе се навикне да ги потроши сите тие пари што требало да плати на данок, него не му стигат и ќе му треба уште повеќе. Тоест, ќе потроши тројно, според мене. Значи ќе потроши тројно повеќе и значи Дубај, дека загледа брато на оваа улица, Дубај, значи другари е рај за најбогатите. Значи тука едноставно и замислете си вие тука вие некои кулити и гейминг. И гледате, значи интересно е, за жал нели кажав како е изградено, ама интересно е, че како го избрав ово па видео, сум го сгрешил. Сгрешил съм го видеото. Интересно е како е изградено и овоа моментално другари е рајо на земјата за луѓето што се од крипто. Рајо на земјата. И јас да не беше ковидо, да не беа тие 3 вакцини што ги тражија за натамо, ја до сега ќе живеев во Дубај. Мене ми беше план да идам да живеам и ќе бев многу побогат, пошто тие информации у Дубај, у тие криптогрупи тамо заедници што собират се многу поголеми, многу повеќе информација. Информацијата е пари. На време информацијата е пари. Значи многу повеќе како брат ќе го промошив? Многу повеќе имате инспирација, многу повеќе добивате инспирација кога сте во вакво место, многу поуспешен станувате, верувајте, многу инспирација имате кога гледате овие луди градби, луда архитектура и добивате некоја сила, добивате по-креативен, околу вас нема криминал, нема лоша политика, не ви интересира уствари политиката на таа држава. Вие сте тука да направите пари и да не платите данок, што секој гледа да избега, да не платите данок и едноставно да живеете шо поубаво. Значи да ги гледате овие убавини, да шетате, да уживате. Тоа човеко највише го сака. Значи после на друг левел кога ќе се освестите, вие почнувате да разбирате дека тај град е многу штетен, дека е многу подобро да се живее на село, ама да не се лажеме. Ние додека ти не се жртвуваш овај град да даеш дел од годините и да направиш сериозна сума на пари, ти како ќе еш на село, брат? Ти за да идеш на село ти требаат луди пари за да изградиш таа off-grid хаус. И многу луѓе ќе речат, например, брата, у тај град да живееш, у тие технологии чуда, лошо е, да, лошо е, ама вие за жал мора да жртвувате дел од вашите години, да направите сериозна сума на пари, и после тоа, со тие пари и тоа што сте ги искористили бенефитите од неплаќање данок у Дубај, да отидете у Македонија, рајот на Балкано, луѓе. По теоријата на заговор треба да знаете, цел свет ќе биде у криза, цела Европа. Балкано, да, ќе биде у криза, ама не како цел свет. Значи Балкано има толку многу вода и кога ќе се повлече од цел свет водата, најголемите подземни резерви на вода се у Македонија. Колку да ви звучи научна фантастика, имам читано многу информации на тоа. Значи од сериозни, од ција Мосад информации кои што се биле некош достапни, најголемите резерви на вода се под Македонија, посебно Охридско езеро, од оздоле има уште тројно поголемо езеро, значи крај нема на тие и кога ќе се повлече целата вода,
Значи, кога цял свет страда за вода 2300-2035, Македония под земята има огромни извори. Огромни извори и войната може да се воде за война и може да се води у Македония, али со сериозна организация таа држава ќе успее. Ние сме били империја и верувајте пак и бидеме, иако сме 2000 години уништувани од римјаните, од Римската империја уште активна, тоа е друг сектор, али Македонија има капацитет многу повеќе од овие тука. Например, замислете се тука ќе однема вода, и ако убаво и секој ќе однема вода, шо правиме? Значи, доваѓате, зашо викам до 2300, 2035 според мене ќе почнат. Измеѓу 2030 и 2035 ќе почнат тие сериозни ќе почнат тие сериозни кажи го проблеми, сериозни лажни напади на, знаете на какви, да не ме го блокират видео. Треба ја да направам посебно на онај мистерии канал, да си активирам посебен YouTube канал за мистерии, тука за блокчейн и крипто мистерии, ама намо треба да упаднам за повеќе работи што знам, пошто таму и да ме блокират нема да ми е криво, тука овај канал ако зборам да ми го блокират, па ќе е лошо. Ама сакам да кажам, па го погодив лошо видео. Добро, тука привршувам. Лошо направив се, јас пуштив програмата и автоматски ќе се сопре ако не се лашам. Треба да него може нема се сопре. Значи, другари, треба да се внимава многу изборо и локацијата деки се живее, поради тоа што ќе почнат многу големи драми. Ќе почнат многу големи драми и чекај да не ме блокира тука видео да се појави нешто што не треба. Ќе почнат многу големи драми, другари, многу големи проблеми. Гледајте шо повише да натрупате Bitcoin, Ethereum, Cardano, BNB, Star Atlas или ваш избор на игри. И ако може да се преселите у Дубај у наредните 5 години, ако нели немате некои планови у Македонија, да мислите да имате идеја за YouTube канал или да вие да направите нешто интересно, да дадете информации за ваш трейд, флип и да ќе мислите ќе може да промените некои работи, подобро е да се преселите у Дубај, многу побрзо ќе напредувате. И платата што ќе ја земете да инвестирате у крипто, пошто Македонија, другари, до 2300 не гледам ја таму добри плати и да се оправе. Значи тие 5 години ако се жртвувате да речем од Дубај и ако е помала платата од Европа ќе станува многу опасна точка. Али ако Дубај, според мене, нели многу луѓе ме прашаат што мислиш дека е најдобро да се работи, Дубај многу може да се напредува во кариерата, може да се земат многу добри плати и тие плати да се реинвестират у крипто и не се плаќа данок, значи правите добра пара и после се селите назад у Македонија. Тоа зборам за луѓето што ме прашуваат што немат ништо, да речеме, немам пари, немам добра работа. Дубај, според нели овие информации што ми дават македонците, многу брзо напредуваат, многу добри плати зимат, тоест добри плати имат, доста добар процент да заштедат на пари. И тие пари ако се реинвестират, то секаде е мала платата. Да знаете, и у Америка платите се големи после 10 години. Али првите 5-10 години платите се мали. Значи тоа свето си е сегде дизајнира на тај начин да платата е мала. Платата е после сметки и останува, знаете. Останува, например, од Америка доволно пари за вие да одите да се со извинение да се курчите у Македонија на сиромашното население со слаба политика, иначе за тука вие не може да го живеете со првите 5-6 години. Не може да живеете, па и луѓе познавам и 10-15 години со Америка не може да живеат таков богат, ако не е инвестирал да е направил луди пари и луди бизнеси, не може да прават
да живеат како што би можеле со оваа плата тука, што одат еден месец во Македонија лето и еден месец што одат на зимување. Тоа е за нив врво. И добрата Америка, као добра плата. Иначе, за тука, еве, кажувам ви, улезени су у филм, уопште не е интересно, само глумат лудило на Инстаграм со слики и видеа, што уопште не се реални. Значи, другари, тоа е накратко, нака рандом. Јас извинувам, не е професионално видеото, кога ќе дома Македонија планирам така по-добри видеа, ово е рандом, чисто седнувам на компјутер и гледам да ве расположим, пошто таа држава, луѓе, како издржувате секоја ви чест. Како издржувате, требе председател кога станам там 2030 од 2035-2040 лупам, да ви дадам, чисто да стана председател, да ви дадам медал за тоа што сте го издржали. И за тоа сега пробам да снимам некој видео, гледам има една бројка од 800-700 луѓе што е интересно гледат и да се надевам дека мојо аматерски разговор, говор уствари, дека ќе промене малку нешто у вашето расположение и ќе ви даде некоја надеж да променете нешто и да ги стравите овие работи. Знам дека немате време да гледате, али оваа бројка за мене, јас сум презадоволен со овие луѓе, значи замислете си ја на 50% од овие да успеам да го променам портфолиото и парите да може да си купат нешто, да речем апартман, автомобил, да почнат бизнис, јас сум презадоволен. Мене не ми требат милиони да ми гледат. Доволна е оваа бројка. Гледаш за вас 7. Shadow ban имам, па не ми ги покажуват сите видеа, па ги тргат сабскрайберите. Тоа е. Тука гледаш за Стар Атлас, една смешна група е само од 177. Смешна група у бројки на YouTube е, нели, ама за македонски услови 177 е супер бројка. Тие скоро сите имат, што се вика, 99% од нив имат инвестирано у Стар Атлас. И да се надевам дека тај крипто гейминг токен ќе ви го промене живото. Поздрав, другари, и убав ден!